Ја гледате новата епизода на Попкаст. Јас сум Мартин Богатиновски и денеска имаме уште еден многу интересен гостин. Станува збор за свештеник кој не ја врши својата служба само во црквата, туку и буквално меѓу народот. Човек кој е мисионер во вистинска смисла на зборот. Присутен е на улица, ќе го сретнете во продавница, на пазар, на сајм на книга, кај младите, кај старите. Отец Ивица Тодоров е свештеник кој својата мисија ја сваќа сериозно. Редовно одржува предавања за верата и тоа го прави многу добро. Присутен е на социјалните мрежи, секогаш достапен за медиумите, автор е на бројни книги, а како што ми откри пред снимањето, во моментов пишува и уште неколку нови изданија што наскоро ќе бидат објавени. Гледајте ле. Отец Ивица, добре дојдовте во најновото издание на Попкаст. Се надевам дека со темите што денеска ќе ги отвориме, ќе го задржиме вниманието на гледачите и на верниците. Да, благодарам многу за тоа што ме поканивте и за почита. Се надевам дека ќе одговорам на тоа што вие се надевате дека треба да биде добро и од полза за луѓето. Не се ни сомневам. Него пред да почнеме со она што се договоривме и пред снимањето да зборуваме за пастирски теми, не можам да не ве прашам за она што е сега најактуелно, односно деновиве, за средбата помеѓу Вселенскиот патриарх Вартоломеј со папата Лав 14 и за тие подпиша декларација заедничка. Што ќе кажете вие за ова? Некои медиуми го толкуваат ова како приближување кон процесот на спојување повторно на православните со католиците. Натаму оди работата? Значи, ова посета што беше овие денови, всушност извршено од римскиот епископ папата Леон, е всушност најавена посета уште за време на предходниот папа. Така да почина, Бог да го прости, папата Франциск. И ова посета на римскиот епископ, римскиот папа, не само на Константинополскиот патриарх, туку и на ова останати глави на помесни цркви на исток. И цркви кои не се ни православни, се во дадениот контекст тој се сретни со возглавителот и на арменската црква. Тоа е една посета, тој посети Турција всушност како глава на Ватикан на еден начин не и држава. Сега за таа декларација, колку што јас имам информации, значи тоа е декларација подпишана од Константинополскиот патриарх и римскиот епископ. Значи тоа се точки, процеси, пат, всушност кон повторно воспоставување на црковно единство помеѓу источната и западната црква, односно денеска тоа е православната црква и она што денеска се нарекува Римокатоличка црква. Но дамо на таа средба во Фанер, например, не присуствува, немаше представници на руската, бугарската, македонската. Затоа јас го именувам Константинополскиот патриарх. Константинополскиот патриарх, значи тој подпишува декларација. А во православниот свет функционира принцип на соборност и консензус. Значи тој подпиша таа декларација, но има други помесни православни цркви кои си имаат свое размислување и околу таа декларација, но и свој однос кон Константинополскиот патриарх, особено по неговото влегување, како да кажам, на канонската територија на Руската православна црква во однос на целиот процес што доведе до давање на автокефалност на некои структури во Украина, кои денеска се православна црква на Украина. И тој процес е многу комплициран, Мартин, многу комплициран. И да не навлегуваме. Тоа е веќе и геополитика, и политика, и национални интереси
колку се црковни, евангелски, вистини интереси во целиот контекст, тоа е знак прашање. Политика е и празнувањето заедничко на празникот Великден, зашто и тоа беше една од точките во декларацијата. Не, ја зборам за тоа што во Украина во однос на оваа декларација, јас како христијанин, искрено кажано, следејќи ја молитвата на мојот Господ, на мојот Спасител, на мојот единствен Учител Исус Христос, кажана на тајната вечера, тоа е така наречената првосвештеничка молитва, кај што тој, како возглавител на црквата, како Месија, како Синот Божи, кој стана човек, упатува молба до Небесниот Отец, до тој што е вечно постоечкиот, да бидеме сите едно. Значи, сите ние се бориме за единство, и треба да се бориме за единство, но единство онака како што Христос благословува во силата на Светиот Дух, во духот на вистината. Токолку во духот на вистината ние го пронајдеме тоа единство, се пронајдеме во духот на вистината, тогаш зошто да не бидеме едно. Но ако повторно и повторно некои интереси од овој свет, некои аспекти од овој свет се вмешуваат против духот на вистината, тогаш нема ништо да види од тоа. Така. Добро, Децевица, предлагам да се префрлиме на тоа што за кое што сме тука. Ќе започнам со нешто што многу често го слушам, а тоа е дека многумина велат дека денес многу ретко гледаат свештеници на улица. Односно, можеби гледаат, но не ги препознаваат затоа што не секој свештеник носи мантија после работното време, така да го наречам. Работното време. Од друга страна, па вас ви има на секаде, може човек да ве сретне и на улица, и на пазар, и на сајм на книга, и буквално секаде, и сте секогаш, да речам, мисионерски расположен. Да разговарате со сите, и со познати, со непознати, и со стари, и со млади. Им забележувате ли на колегите, и тој несреќен термин да го наречам колеги, на другите свештеници кои што се така маце попасивни, поповлечени, што... Мартин, секој според својот дар. Значи, Господ на секој од нас му благословил дар некаков. Некој за ова, некој за она, не е битно, секој има различити дарови и секој од нас се изразува преку дарот што го има. Мене Господ ми дал таков дар, јас го почитувам тој дар што Господ ми го дарил, гледам да го умножувам во слава Негова и за добро на луѓето, и за моје спасение. А кој како прави што прави, не сум јас повикан да давам ставови и размислувања. Не, знаете зашто ве прашувам? Еве, веројатно ќе се согласите со мене дека Македонија како православна земја не смее да си дозволи луѓето да гледаат на мантијата како на сензација. Така еве, мене ми се случило лично да одам со пријатели свештеници по улица, да бидеме сензација на други луѓе, зборувам за во православни општини, да не ме се сватиме погрешно. Гледаат на човекот со мантија како на нешто чудно. Зависи кој, Мартин. Јас многу години бев парохиски свештеник во црквата Свети Ѓорѓе во Чаир. Чаир е мешана општина. Јас цело време одев да ме знаат кој сум и што сум. Јас од таму, например, имам убави впечатоци, не само од нашите православни христијани, македонци и други, туку и од припадниците на исламската вероисповед. Значи, некојаш кога знаеа да ме провоцират, јас седнував, разговарав со нив, јас добро го познавам Куранот, нивната света книга, им велам и почнуваме да разговараме и гледам дека тие не знаат во што веруваат, како и многу православни христијани всушност. Најчесто верата на овие простори балкански па и македонски е традиција, форма некаква, национална идентификација и така натаму. И кога седнеш со луѓето да разговараш подлабоко, особено со тие што размислуваат, тие потоа се, например, многу од тие се засрамуваат за својот однос и така натаму. Добро, ама не е таков впечаток да ми оставила, например, Грција. Грција е малце поразлична. Добро, Грција не го помина оној период што ние го поминавме. На комунизам, на таа идеологија. Но и менталитетот и навиките се во прашање. Отвараат луѓе прозор од кола, знаеш, оче благослови на Но еве сега, јас со сиот респект за помесната црква во Грција, за сиот респект за православните христијани во Грција, тоа е наша сестринска црква, браќи и сестри наши. Но во Грција
таа една христијанска православна Грција прифати такви закони кои се против Бога, против писмото, против Светото писмо, против Божите вредности. Говорам за ЛГБТ идеологијата. Да. Тие. Значи, Мартин, ако сериозно го читаме Светото писмо, сериозно, крајно сериозно, ако се обидеме сериозно да живееме по заповедите Божи. Значи, заповедите Божи се насоки негови за нашиот живот во овој свет. Тогаш ние ќе дојдеме до суштината на нештата. И кога ќе дојдеме до суштината на нештата, до вистината таква како што таа е, Христос вели вистината ќе ве ослободи од илузија, од глупост, од незнаење. Но малкумина тргнуваат по тој пат, Христос го нарекува дека е тесен тој пат, бил него тесен, тено, ниска била вратата да се влезе, треба да се наведне човек, треба да стекне смирение и така натаму. Многумини, вели Христос, одат по широкиот пат. Секој се избира за себе. Так. Господ ни дал слобода и слободата се изразува преку изборот. И ние не можеме да влијаеме врз изборот на другите луѓе. Да, може со својот пример, ако сме добри луѓе, да сведочиме, но секој избира да се. Вашиот избор е да мисионерите, нели, меѓу другото, кога сме веќе тука, редовно одржувате и предавања за верата. Сега има мала пауза, ама повторно ќе почнеме. Така, духовни средби, нели, као и духовни средби, имаме и ова во еден курс училиште за животот. Има заинтересираност од луѓе, гледам дека на фотографиите барем. Да, но сепак тоа не се вака, ако гледаме објективно, тоа не е голем процент на луѓе кои се заинтересирани. Во однос на процентот на православни христијани во нашата Македонија, малкумина се интересираат за суштината на христијанската порака, вера, духовност и така натаму. Во најголем процент нашите верници се традиционални, формални, и јас со болка ова го кажувам, нашата помесна Македонска православна црква, Охридска архиепископија во последно време многу инсистира на тоа да се чита Светото писмо, се дели Светото писмо, има курсеви да луѓето да се запознаат на интернет, на YouTube, има многу и на македонски, има и на разбирливи јазици, се зависи кој колку познава јазици, но и на YouTube имате од православната црква буквално објаснување и на целото Свето писмо, и на суштината на христијанската православна вера. Но луѓето не сака да одвојат време за верата. Некако верата им е, духовноста им е, не е ни секундарна, Мартин, не е ни секундарна. За жал, не зборам за 2-3%, ама 97%. Така. За црквата и за сиромаштијава, да зборнеме. Имаме ниски плати, се сочуваме со инфлации, со кредити, секој семејство е заглавено, да речам. Многу ми навелат дека барем црквата да биде со народот. Може ли црквата реално да им помогне на луѓето? Не зборам финансиски, не зборам... Соливер беше кај вас тука. Он е еден од хероите на нашата помесна црква на тој план. Конкретно, сега и јас сум духовен раководител и одговорен за една невладина организација што се вика До дома, и ние исто така помагаме, само што не толку транспарентно, затоа што Христос вика што знае левата да не знае десната. Ние имаме фонд за поддршка, помагаме луѓе кои, особено околу тој медицински аспект, значи кога треба за лекување, за лекови, за операции и така натаму. И во други контексти. Значи, Евангелието што беше читано сега на ова вчерашната литургија за тој човек што му родила нивата многу, па тој стариот амбар сакал да го сруши, да направи нов амбар, да го наполни со пшеница и да си каже на душата своја јади, пи и така натаму. Христос тука ни говори за тоа како човекот во овој отпаднат свет е егоцентричен. Значи, а он говори за тоа дека не треба да бидеме алчни. И дека јас кога, мала дигресија, кога говорам со луѓе кои се активни во политичкиот живот,
околу оваа корупција со која се соочуваме во Македонија, ја велам дека проблемот на корупцијата не е системски, туку е ментален, е морален. Значи во најголем процент нашите луѓе имаат коруптивен ум, себични се, живеат затоа што не се познаваат себе си, затоа што немаат духовен живот, немаат вера, не го познаваат Бога, кој дарува се што не одржува живот е од Бога. Но луѓето се такви, живеат во страф, во егоизам, во себецентричност, себичност и од таму доаѓа коруптивност во умот. Корупција значи да бидеш расипан, покварен. Умот да нема вистински вредности. И сега кога во најголем процент луѓето живеат така, како ти да се надеваш на поквалитетен, поправеден, поморален, похуман живот, кога самите луѓе се расипани во најголем процент. Сега да не бидеме и толку песимисти, има во ова наше општество, јас сум се сретнал со толку бисери и диаманти, толку прекрасни личности, толку прекрасни македонци, православни христијани, но поредки се. Во последниве години имаме еден огромен проблем, се соочуваме како држава, како нација, нашиот народ си оди од татковината. Младите заминуваат, родителите остануваат сами и ги чекаат. И црквата е сведок. Не ги чекаат, Мартине. Јас како парохиски свештеник одам и на апело, на испраќање на верници од овој свет. Значи, многу често се случува да нема кој ковчего да го поднесе. Да. Значи, страшно е, да, Мартин. А зошто и како е тоа? Продолжи со прашањето. Да, тоа сега да ве прашам, како гледате вие на овој масовен одлив на... Значи, види, Мартине, тоа што има масивен одлив е дел од една геополитичка приказка. Не е само состојбата во Македонија, него просто во овој свет, значи тие што се поголеми, посилни, помоќни, диктираат своја игра. И ако немаш осет за здрав патриотизам, за духовност, за морал, за политички суверенизам и така натаму, зашто некој би живеел во Македонија, би се борел за Македонија, би се борел со овие тука разни состојби и така натаму. Оди се некаде другаде, заборави се себе си, влези во нивниот комфорт тамо. Сега колку влегуваат во комфорт, тоа е знак прашање. Просто, значи, тие поголеми, добро организирани земји им требаат работници и си добиваат готов производ, да. И мора да признам дека многу добар процент од политичарите кои беа фактори во Македонија, кои немаа суверенистички аспект во себе си, здрав патриотизам, кои беа чисти марионетки, тие самите погодуваа, односно потикнуваа таков процес, затоа што тие си одработуваат агенда. Доколку вам ви се укаже шанса да заминете во странство. Мене ми се укажувала шанса. Да, за финансиски да бидете... И денеска жена ми вика дека сум будала. Јас сум викам будала со тапија. Сепак останавте. Во овој свети век да бидеш христијанин и да се трудиш да бидеш нормален човек, значи да бидеш будала. Од наводници се шегувам. Да, мора малце да бидеш луд. Онака, ако се ставаш на кантар и тогаш влегува тој процес, како што го говорев премалку, на себичност, на тоа да се гледаш самиот себе си, забораваш за другите, забораваш за поширокиот контекст на своето постоење. Во огромен процент денеска луѓето се индивидуалци. Да, индивидуалци, индивидуализам, значи себичност една. Нема осет за посериозен патриотизам, за земјата во која живеат, за црквата. Секој си го гледа својот интерес. Целиот свет е таков денеска. Да, за жал. Како ги разбирате современите врски и бракот како институција, да ја наречам? Се повеќе млади ми се чини дека бегаат од таа обврска, гледаат некако, па ние ќе живееме заедно, но нема да бидеме во брак, формално, неформално, имаат вонбрачни деца. Што мислење имате вие за таа пракса? Јас, пред да почнеме со ова снимањево, спомнам дека се занимавам со брачна медијација и
Ти кажав, Мартин, дека ми е тоа најтешкиот подвиг што го носам. Значи, не случајно нашиот духовен пријател, да не му го спомнувам името, удира таму кај што е најсуштинско, во бракот, во брачната заедница, во брачниот однос, во квалитетот на брачниците, во разбирањето на бракот, затоа што кога ќе се релативизира разбирањето за бракот и ќе се отрне бракот од неговото вистинско, суштинско разбирање и цел во овој свет, тогаш многу нешто се уриваат во овој свет. Не случајно имаме центри на моќ кои протежираат такви идеологии како што е ЛГБТ движењето и џендер идеологијата, замислете на запад. Еве сега со Трамп некои работи се сменија. Добра, ме зборувам јас за модерни луѓе, за најнормални луѓе кои што има девојка, живеат заедно 10 години, не сакаат. Значи, православните христијански вредности или библиските вредности во нашето општество не се примарни. Не знам на кој степен се дојдени. Значи, црквата, значи, како институција, говорам, и нашата помесна Македонска православна црква, да, она повеќе се прифаќа како актуализација на националниот аспект, значи тие формални аспекти, религиозни, Божиќ, Великден, слави, но на вредностен план, на план на вредности на живење и на план на модел на организирање на животот, па ние не сме примарни. Значи, зошто и како, тоа е сериозна тема. Ние живееме денеска во еден вредностен систем кој е последица на либералниот капитализам. Ние живееме во либерално општество, индивидуализам, луѓето сами си постмодерен, како да кажам, сами си формираат вредностен систем, субјективен како што им одговара нив. Значи, на малкумина од луѓето се трудат да дојдат до вистина. Еве, да не говорам о религиозен, верски аспект, еве околу храната. Например, многумина луѓе започнуваат да практикуваат здрава храна кога ќе се соочат со болест. Со проблем, да. Да. Или не дај Боже нешто посериозно. Така и околу овие разбирање околу бракот, семејството, кога ќе се соочат а се соочуваат, затоа што се на погрешна основа ги поставаат работите, после неколку месеци доаѓа до крах. И сега таму кај што има малку љубов, малку почит помеѓу брачниците, има и вера. Вера, да се христијани се, ако не се, че тие доаѓаат, еве, и кај мене, и кај други духовни руководители, еве, конкретно реков, се занимавам со брачно советување. Да, брачно советување. Брачна медиација посредно, пошто многу често не знаат помеѓу себе си да воспостават диалог, не се слушаат. И како изгледа тоа брачна медиација кај различно изгледа. Се зависи од личностите, се зависи од степенот на тоа колку обично доаѓаат двајцата во пакет. Да. Јас не примам ставови само од една страна. Тоа е ужас. Пошто за танго се потребни двајца и за тоа другото, за карањето се потребни двајца. Но како и да е, чинам дека традиционалниот тип на семејство некако како да губи силата кај нас. Тоа што ние го нарекуваме традиционален тип на семејство, тоа е библиско семејство. Маж плюс жена. Значи, библиски гледано, значи, Бог создаде маж плюс жена. Маж плюс жена е на човек. Целина. Значи, од мажот и жената Бог така благослови во овој свет да доаѓаат нови личности. И тие нови личности, децата на овој маж и на оваа жена, плюс, како да кажам, мажот и жената плюс децата е еднакво на семејство. Семејство доаѓа од зборот семе. Значи, тоа доаѓа тие нови личности на биолошки план имат генетска основа како нивните родители. Но човекот не е само тело. Човекот е духовно битие и затоа е тука потребно воспитувањето. И сега, ако брачниците не се втемелени не се втемелени на вистинските вредности од Бога благословените, вредности што го одржуваат животот, што го осмислуваат животот,
ако не живеат во тие вредности, тие нема да знаат како да ги, прво не знаат помеѓу себе си каков однос да изградат, а не знаат и каков однос кон своите деца. И тука настануваат големи проблеми. И тоа ние го гледаме всушност и огромно навелениот процент на наталитет, на раѓање. Значи гледаме дека многу често младите луѓе влегуваат во заедништвото заради себични причини. Задоволство, заемно, еротско, сексуално, социјално, не знам тама што, но тешко кога ќе треба да се жртвуваат еден за друг, кога ќе треба покажат почит подлабока, верност, љубов, визија заедничка за заеднички живот. Тоа се појавуваат. Да. Зошто се појавуваат проблемите? Затоа што секој си оди со свој интерес, со своја цел во однос на таа врска. И најчесто тоа се его манипулации. Секој си себичност. И нема иднината. Пошто само љубовта ги лепи луѓето, јас така баш тоа. Што има љубов во вистинска смисла на зборот, таа ги лепи луѓето, таа ги одржува, таа ги осмислува нивното заедничко живење, пошто не е лесно да живее со некој. Без љубов, без почит, без разбирање, без доживување неговата душа, без една заедничка животна визија. Зборуваме за семејство, но ќе речам, порано и комшијата беше еден вид на семејство. Сега некако како да одбегнуваме и да се поздравиме. Зборувам општо, нели? Зависи како кој. Како да губиме таа заедница духовна, како да се губиме самите себе си. Значи, Мартин, сето тоа е последица од една идеолошка агенда. Значи, да се разбие соборноста, заедништвото. Кога ќе се разбие, конкретно говориме сега за бракот, кога ќе се разбие бракот, кога ќе се разбие семејството во вистинска смисла на зборот разбрана, кога ќе се разбие тој однос помеѓу луѓето, кога ќе се разбие осетот за заедништво на еден народ, вистинскиот и здравиот патриотизам, кога ќе се искорени или ќе се отфрли здравиот суверенизам во однос на разбирање на државата, тогаш се сведува на индивидуа, на индивидуализам. И тогаш кога се ќе се сведи на индивидуализам, на посебни единки кои немаат интеракција помеѓу себе си, а секој си го гледа својот интерес, тогаш многу лесно се манипулира со тој народ и со тој единки. Јасно ти? Така. Па тоа е стратегија. Така. И тоа е јасно од кого доаѓа, мислам се, ако сакаш да тоа може да правиме муавет. Имате ли чувство дека многу луѓе така и нас погрешно го разбираат патриотизмот? Неколку пати го спомнавте. Да. Не е само да се каже дека се сака, нели, татковината за да се биде патриот, веројатно не треба ни да се загадува татковината, не треба да се лаже, не треба да се краде од татковината. Веројатно постојат многу работи кои што не треба да ги прави човек за да биде патриот. Значи, јас себе си се декларирам како македонски патриот. Но не театрално, не кафанџиски. Значи, да се залагаш за доброто на својот народ, да се залагаш за доброто на својата држава, пред се и на се треба да бидеш подготвен за жртва. Тоа исто како во верата. Символот наш христијански е крстот. Крстот беше ова справа за убивање во времето на Римската империја. Најстрашна смрт. Христос, Месијата, нашиот спасител, за да ни засведочи колкава е неговата љубов кон нас, кон човештвото, кон се што постои во овој ваков свет. Тој прифати да биде распнат на крст, за со таа жртвена љубов кон целото човештво да го разобличи злото, таа деструктивна болна состојба. И сега, значи, нема патриотизам ако нема жртва, а жртвата е последица од љубов. Треба да љубиш. И кога ќе љубиш нешто, ти си подготвен да се жртвуваш. Сега, кога се жртвуваш, треба да знаеш дека од другата страна не секој ще прифаќаат. Значи, многу често јас си имам многу сериозни проблеми со многу представници на македонскиот народ кои имаат
многу погрешно разбирање и за себе си како македонци и за многу аспекти. Еве ќе ти кажам еден едноставен пример. Јас многу поодамна селектирам пластика. Дома, нели, од пластични шишиња, ти реков ми рече, ние не ги фрламе. Јас во посебна кеса ги селектирам и ги носам тамо кај што треба. Сега моите соседи, некои од моите соседи од почеток иронично малци вика: попе, шо е работава сега? Дојде... се што па ти се ово, така. Велам, јас велам како човек што си сака својата држава, својата Македонија, но и целиот овој свет. Сепак целиот овој свет, целата ова наша планета е наша татковина на еден начин. Да не ја загадуваме. И сега како што треба се трудиме на тој еколошки план, да не ја загадуваме со пластика која или со било кој тип на ѓубре. Така треба да се трудиме да не ја загадуваме на морален план, на духовен план, на политички, на општествен. Така, да. Загадувањето од кај доаѓа? Од злото, од гревот, од себичноста, од таа желба само да имаш за себе си, без да имаш осет за другите. Не може некој да се декларира како патриот, а да биде коруптивен. Може некој да биде патриот, а да го манипулира својот народ. За жал кај нас се може. Не само кај нас, цел свет е за тоа, за жал. Но затоа Господ ни дал ум да размислуваме. И особено денеска е многу лесно, кој сака се разбира, многу брзо се доаѓа до вистинска информација, така да повторно ќе цитирам што вели нашиот Спасител: и вистината ќе ве ослободи. Не само духовната, верската вистина, него било која друга вистина. Да не бидеме во заблуда. Самиот збор заблуда на старословенски блудите значи да се расипуваш, да се трошиш. Непотребно. Кога живееш во заблуда, ти живееш во самозалажување. Или некој и си прифатил туѓа лага. Животот ти поминува онака, во лага. И треба внимава човек. Би сега да зборнеме и за наследствата што распаѓаат буквално цели фамилии. Тоа има еден проблем кој што се соочуваме како народ веројатно од многу одамна. Не знам дали е така и во другите балкански земји, веројатно е, но тука е очигледно голем проблем со кавгите кои што настануваат кога ќе дојде ред да се дели имотот. Од православен аспект, вие сте свештеник, како гледате вие на тоа кога брат со брат се кара, се тепа, па и се убива дури? Ова е едно многу болно прашање, но ќе ти објаснам од моје искуство. Јас како парохиски свештеник, како духовник, сум влегол во не знам колку домови. И сепак како духовник, како човек што се труди да живее духовен живот, го чувствувам оно што ние го нарекуваме благодат или благослов или Божјо присуство. Имаш домови, имаш семејства кај што има Божјо присуство. Спокојство. Има благослов. И гледаш, здрави се луѓето, и ментално, и телесно. Има убава атмосфера во домот. Напредок има. Разбираш? Влегуваш во некој дом, се суши се. Нема сувае, нема... Бог не е присетен. Тие го избркале Бога од својот живот. Бог е извор на животот. И како ти да бидеш жив, ако си се исклучил од изворот на животот? Како да свети си лицето ако ти си изгасен? Дури да е естетски, не знам колку искапо да е... Тоа нема врската форма, тоа е се форма, тоа е се суета. Сепак е празно. И тоа гледаш, и тоа, например, сега да не одам и од библиски аспект, зошто тоа и се случува на тој генетски аспект. Се што се случува на духовен план, преминува на телесен, и од телесен на генетски план. Доколку неколку генерации отстапуваат од Божјиот благослов, од Божјото водство, од Божјата добрина, од Божјата љубов, од животот што Бог го дарува, се суши коренот, односно се суши таа ветка. И во некои моменти и така што викаш и караници, и така неспокој, и така натаму, и така. Тој неспокој е всушност стрес. Стресот е страшна работа, тој го уништува и духовниот и телесниот живот на човекот. Треба човек да се откаже некогаш, вие што би посоветувале? Треба човек да се откаже некогаш од својот дел само за да го задржи мирот во фамилијата?
Види, ако се живее духовен живот, ако живееме по заповедите Божии, ако нашиот внатрешен живот, нашиот вредносен систем го формираме според Божите заповеди, тогаш во нас се формира она што луѓето го нарекуваат мудрост и емпатија, сочувство, разбирање. Значи, тој човек што не е мудар, што нема емпатија, што нема разбирање, што да очекуваш од него? А тој човек што има мудрост, што има сочувство, што има разбирање. Јас многу често го цитирам патриархот Павле, блажено упокоениот, кој вели: ако сме луѓе, лесно ќе биде, ама ако не сме луѓе, што да правиме? Тоа е тоа. Ако сме луѓе, видиш, сигурно во својот живот си го почувствувал, си го осознал тоа. Со луѓе кои се луѓе, а не се само по форма луѓе, многу лесно се разбираш. А со луѓе кои се лажливци, себични, егоцентрични, социопати, како може да се разбереш? Ти едно му збориш, он друго толкува во својот перверзен ум. Трето прави. Трето прави. И на крај и обидот да направиш нешто добро за него, тој ќе го искриви и ќе го изфилтрира ни својата суета и кој знае што ќе ти пласира. Види, многу е мудро во овој свет човек, ако може, да избира со кого ќе биде во заедништво. Ако може. Кога ga нема да можеш, тогаш биди мудар. И моли го Бога да ти помогне. Така. Добро, секој од нас го носи својот крст. Некој се бори со болести, некој со други проблеми, некој со сиромаштија, некој со губење на блиски луѓе. Зошто Бог... Тоа не е крст. Тоа не е така. Да ти објаснам. Свети Теофан Затворник, еден голем светител, длабок теолог, духовник, мистик, тој вели за три типа на нос. Ајде да поедноставам, за два типа на носење на крстот. Значи, прво, страдањата што ни доаѓаат по логиката на нападнатиот свет. Многу често тие нешта не се производ на наша волја, просто некои се и на наша волја, но тоа е, овој е отпадна свет, овој свет е не е онаков како што Бог го промислил, благословил и го создал, и оттаму целиот тој хаос. А во вистинска смисла да го носи својот крст, она што вика Христос, кој сака да биде мој ученик, не верник. Христос вели, треба да бидете мои ученици. Кој сака да биде мој ученик, нека си го земе крстот свој и нека тргне по мене. Значи, да го земеш крстот свој, тоа значи како плод на духовната разбуденост, како плод на покајанието, да разбереш што е вистинско во тебе, што е оно што е од Бога, што е од Бога промислено, и оно што е последица од отпаднатост, од гревот, од злото. И тука почнува едно внатрешно раснување. Борба. И Христос века, прифати ја таа борба, значи, прифати ја таа борба и тргни по мене. За да победиш во таа борба, треба да ја прифатиш победата, што јас сум ја направил на крстот. Значи, таа откупителна жртва и кога ќе прифатиш таа победа што Христос ја направи на крстот во силата на Светиот Дух и преку исполнување на заповедите Христови и живеејќи во црквата Христова, ние како плод на сите тие активности, на целиот тој духовен живот, на тој подвиг, се ослободуваме од злото, од последиците на злото и полека стануваме Богу слични. Односно стануваме онакви какви што Бог не промислил и за овој свет и за вечност. И таа состојба се нарекува состојба на светост. Многумина ја постигнале во црквата. Добре, ете, многумина и луѓе и верници си го поставуваат тоа прашање. Зошто, Господи, зошто страдание, зошто допушти толкаво страдание? Водат литургиски живот, одат редовно во црква, но ете им се случува нешто што не би го посакале на никој душман. Како ги тешите? Ти ми го отвараш прашањето на Јов. Не случајно таа книга е во Светото писмо. Значи, и сега се зависи за... Мислам, просто не може да се обобштува. Самото одење на литургија, живење, литургиски живот со причест и така натаму со
со духовно раководство, тоа не значи дека имаме гаранција дека ќе живееме во рајот во овој свет. Не е тоа така. Не е така. Страдањата најчесто доаѓаат како последица на наши погрешни избори. Страдањата што доаѓаат како последица од делувањето на нечистите духовни сили, но некојаш и Бог допушта. Не е тоа, не е негова волја. Допушта да поминеме низ некои состојби за наше духовно очистување. Значи, ако има многу тврда глава, па малце, или тврдо срце, па да поминеме низ некои состојби да ни омекне срцето и да ни се активира умот да размислува како што треба. Тоа е педагогија. Всушност, ние го користиме тој педагогос, да го водиш детето, значи, тоа значи педагогос, да го учиш. Кај Бог е тоа мистагогија. Значи, тој на еден таинствен начин те учи. И кажа пред малку Христос, тие што се негови ги доживува како своји ученици. И тој те учи. Тој те учи како учител, како единствен учител. И Христос вика, немојте да имате други учители освен мене. Тој е вистински учител. И тој не учи, доколку сме негови ученици, како да разбереме на вистински начин каде живееме, зошто живееме, зборам за овој свет, но исто така не подготвува за вечност. Например, многумина кога ќе се сооча со тој збор вечност, си вика, чекај малце, барем тука да преживам, па за после тоа што знам така. Но нама Христос вика дека за тоа и дошол во овој свет, имаме вечен живот. Тоа е суштината. Што мислите за пороците во модерното општество? Коцкањето за коцкањето веднаш да ти кажам. Значи, извини што те прекинувам, ќе прво. Значи, јас често ми доаѓаат родители, сопруги, кои барат помош. Значи, ова со коцкарниците и со тоа страшна работа. Поише коцкарници страшно, да не секам, но јас сум зборувал со некои чинители, фактори од политичкиот живот во Македонија. Оче, така е, ама што да правиме, наследивме, ово, она, ама, секој има некакво... Јас, сега да не шириме оваа тема, но едно од најстрашните состојби на острастеност во ова наше општество се коцкарниците. Тоа е резултат на слабата држава, на духовен пат на човекот? Правевме му да не се повторуваме. На се комплет. Веднаш до коцкарниците ти се продавници за пари. Купи си пари. Ѓаволот се добро си смислил. Значи, тоа е таква една приказка. Значи, и сега тоа е, значи јас сум имал работа со наркомани. И едно време мислев дека тоа е најстрашната зависност. Се викам, ова. Мислите дека коцката е по-страшна? Ужас. Јас ова го кажувам, сум го кажувал и на други, кога ќе мене дојде еден човек кој беше, фала Богу, во првата фаза на зависност. На почеток. Се познававме така и вика, брато, што да правам? И се правевме, муабет се молевме заедно. Вика, мора да најдеш некој модел. Нешто да... И он, кога ќе му дојде таа помисла за коцкарница, взимаше игла и се боцкаше. Да мора да потикне бол. Адреналин, веројатно, нешто. Тоа е адреналинот, моментот. Тоа е хемиски аспект и они знаат како да те врзат, во суштина. Целата приказка е. И не знам како ќе се реши овој проблем. Не знам државата дали има план. Еве, со тие луѓе што сум разговарал, креват раменици. Ајде да слушнам понатаму. За другите пороци. За другите пороци не се пороци, се уште пострашни веројатно работи. Кога неформално ве најавив како мој гостин, кај мои пријатели и познаници, ме замолија многумина да отворам темата и за духовните трговци. Оние кои што
нели растураат маги, гатаат, Да не се духовни. бајачи, така под наводници нели духовни трговци ги нарекуваат. Енергии нели се занимаваат со некои такви работи. Што им препорачувате вие на луѓе кои што имаат на ум да појдат таму и да побараат помош? Обично одат таму луѓе кои што се веројатно во многу лоша ситуација, во некој голем проблем западнати, па Мартине, велат дека се ќе пробаат. да. Значи, и тоа повторно е глупост. Значи, ако формираме некаква дефиниција за глупавост, најчесто глупавиот човек прави нешта без да размислува, без да истражува. Значи, афективно и инстинктивно. Пошто во најголем процент нашите луѓе, нашите современици се такви површни луѓе, кои не размислуваат, не анализираат подлабоко, сакајќи да си го решат проблемот, ќе одат инстант, веднаш, без да си го променат начинот на живење. Значи, тие живееле условно речено комфорно и нормално и во еден момент тој комфор и таа нормалност им се губи и тие одат кај разни таму. Има Што не разни. доаѓаат кај вас? Зошто да таму? Не, полека сега. И за тоа ќе објаснам. И не само што ќе бидат оштетени ментално, душевно, здравствено, туку и финансиски. Јас не можам да разберам, понекогаш им се чудам, велам, како можете, како не проценувате дека тој човек е манипулант. Колку сум огромни пари. И сега, јас им велам, тоа што ве ограбиле на материјален план и така, што многу нив доаѓаат со сериозни ментални и душевни, психолошки нарушувања. И сега, тој проблем што го имале порано станува уште поголем. И sad ем го решаваш проблемот што го имале претходно, ем сега и ги лечиш. И сега, зошто најчесто тие луѓе од почеток не доаѓаат кај нас? Затоа што кога ќе дојдат во црква, најчесто таквите луѓе кон нас градат како однос кон бајачите. И тие сака да им кажам, јас сега направи ова, запели 3 свеќи, сврти круг околу црквата, Сега да купат приказна. сврти некое јагне или не знам таму што, направи таму, заврси нешто конче или плукни лево, погледни десно и така натаму и така. Блего доаѓаат во црква, доаѓаат кај нас првин исповед. Ако се православни христијани сега. Првин да видиме, велам, последиците од тоа што ви се случуваат последиците се резултат на вашиот погрешен избор, погрешен начин на живење. Не се надевај ако чиниш зло да добиеш добро, вели Свети Климент. Кога одиш на лекар, ти поставува дијагноза и ти вели, слушај, ако сакаш да продолжиш вака како што досега си живеел, ништо работа. Така и ние. Не можеш, мора го смениш начинот на животот. Ти добиваш терапија. Терапијата треба да се користи. Таму им даваат медикаменти, кај нас има духовни насоки, значи исповед, па во самата исповед, после тоа насоки се даваат, треба пост, треба молитва, треба читање Свето писмо, треба работа на себе, внимавање на својот ментален аспект, на својот емотивен аспект. Значи, прочистување на, како да кажам, на тие болни, озлобени состојби во личноста. И веројатно за да го одбегнат тие сето тоа, ваму им е полесно. Не е полесно. Е многу потешко. Значи, стануваат ограбени и материјално, а што ја пака парите, ќе дојдат од ваму и од онаму. Но велам здравието, што некои остануваат со сериозни ментални последици. Пошто тие луѓе потикнуваат страв во нив. Ова ти го направил тој, ти стаил под чергиче, ти стаил ова, поставил ова. И сега, помеѓу тие манипуланти, има манипуланти кои се директни манипуланти, онака лажговци, но има луѓе кои се во спрега со нечистите духови. И тие навистина потикнати од духот нечист, знаат и да ти погодат и да те
многу да посериозно да те заведат. И тоа станува, тоа е поопасно. Кога ќе налеташ на луѓе кои навистина имаат моќ, но не моќ од Бога. Така. Не моќ која е добрина, која очистува, која исцелува, туку која заведува, која те разболува, која те носи во хаос, во беспоредок, во болест. Тоа е страшно. За жал, така. За жал. Тие работи би биле ли променети доколку коренот на проблемот се фати од самиот почеток, односно од кога луѓето вернициве се деца, со воведувањето на веронауката во училиштата, доколку има веронаука и доколку и овие работи се зборуваат на училиште, би имало ли плод понатаму кога личноста ќе стане возрастна и кога сама ќе носи одлуки? Значи, околу веронаука се обиде да се воведе во училиштето, но од ред причини, нели, не успеа тоа така. Има сега етика на религиите. Околу тој просветен аспект кон верниците, јас мислам дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија треба многу поактивно да работи и сме не велам дека не се работи во однос на она што беше пред 5 години, пред 10, 15, 20, ние слава на Богу, но предизвиците со кои се соочуваат членовите нашата црква и на целото наше општество стануваат се по-проблематични, подлабоки, Треба поопасни. да се смени моделот, треба да се смени Треба да се најде модел за ова време. Да, тука многу помагаат социјалните мрежи, но една работа е да се информираш. Еве, јас нели ти пратива за нашиот YouTube канал Православно христијанство МК. Гледаат луѓето, не дека не гледаат, но многу е битен тој личен однос. Значи, пред се духот се пренесува од човек на човек. Значи, кога ќе сретнеш човек кој е духоносец, кој ги знае нештата, и тука треба на тој план да поработиме, и тие средби, според мене, треба да ги водат духовници, односно свештеници. Такви средби. Да, вероучителите се битен чинител тука, но тие помагаат околу тие основни вистини што треба да ги научи верникот. Но за тие подлабоки проблеми, сепак и теми кои треба да се обработуваат, треба да ги прават искусни духовници. И треба ли на црквата подобар маркетинг во однос на овие прашања? Ние имаме многу слаб пиар. Public relation, однос со јавноста ние... Да. Не, јас тоа отворено го зборувам. зборувам. Такво е времето, се многу на е битно. интернет. Да. Веројатно... Многу е битно пиарот. Значи, еве, јас многу често го посочувам примерот со помесната црква во Србија, Српската православна црква. Они имаат една прекрасна интернет телевизија, Храм. Храм, да. Значи, еве, да не говорам во Бугарија, да не зборам за Русија, За радија, тие поголеми, за да. Грчката црква. Тоа е, значи, ние се надевам, еве, од сега, откако го дефиниравме и статусот на црквата, слава на Бога, сега сме навистина добро екипирани, значи, и оние членови што беа од ПОА, Православната Охридска архиепископија, значи, сега се повторно сме заедно, слава на Бога. Таму има прекрасни личности. Еве, сега имаме навистина добра една екипа. Има многу умни, длабоки, сосе за современоста епископи во нашата црква, исто така и свештенослужители, теолози. Се работи на тоа. Еве, јас искрено кажано боцкам, буткам, апелирам, алармирам дека треба да се направи нешто такво како интернет телевизија. Добре, добар чекор е тоа што се направи. Но и да се направи можност во секоја црковна општина, пошто нашата црква, Македонската православна црква, Охридска архиепископија, е поделена на епархии. Епархиите се поделени на црковни општини. Еве, јас сум парохиски свештеник при црковната општина Свети Петар и Павле. Наш матичен храм е црквата Свети Петар и Павле во Ѓорче Петров. Значи, во секоја црковна општина
еден, два или три од свештениците да има таков благослов или таква насока да работат со народот Божи, но не само преку исповед, преку лични средби, него мора средби да се прават. Тоа беше идејата и со Предавања, порталот курс. Литургија М, кој што неодамна Да. И требаше, не знам дали така функционира сега, ама така беше идејата. Ама како само информација сега. Да. Нема тоа е сепак сајт, портал. Луѓето ова што е Пак ја се вратаме на почетокот на тоа прашање што го постави. Нели е маце глупаво и срамота да речем во православна земја да имаме толку мал ограничен број на медиуми во врска со православието. Пред некој ден одев до Србија, до наблиско градче во Србија, на радиостаниците фатив три радија кои што беа за православие. Три станици. Мартине, слава на Бога, го решивме статусот на црквата со Божја помош, со мудроста на многу луѓе и љубовта. Добра ни е екипата, слава на Бога. Ќе одиме на повисоко ниво се, што да кажам. Се јас искрено кажам, но сум незадоволен. PR-от ми е многу слаб. Значи на тој план треба да се работи. Јас работам индивидуално, со благослов на архиепископот Стефан. Значи, тоа што имавме ние тие проекти да живееме заедно како црква, тој порталот Православно христијанство МК, таму имаме видеа толкување на Новиот Завет, училиште за живот, толкување на целото Свето писмо, многу теми отворени така натаму. Но знаеш, што викат србите, една ласта не чели пролече или две-три не, значи треба самата институција, самата наша помесна црква, возглавена од архиепископот и од синодот, да најдат И ова што го правиме сега тука, модел. Веројатно би било многу подобро дека го прави некој од црквата, отколку јас, кој што јас сум новинар, пишувач, кој никош не се занимавал со вакво нешто, и дури размислував многу пати кога го започнав овој проект, зашто знам дека не сум на тоа ниво на кое што треба да бидам како водител и како, нели? Но си велам подобро емисија просечна со лош водител колку никаква емисија во Јас ми се допаѓа твојата смиреност и скромност во однос на самиот себе си. Јас немам такво мислење за тебе дека ти си лош водител. Не сум оратор, јас сум пишувач. Значи, Мартине, јас сум ги гледал и другите твои емисии и не случајно дојдов, пошто јас не секогаш одам било каде. Фала ви. Од Сивица, за жал, толку ни е времето за денеска. Ви благодарам што бевте наш гостин, што одвоивте време и кој што и ви посакувам и понатаму да ја носите таа мисија помеѓу народот, да ја ширите. Да, благодарам. Мисијата, значи да ја митуваш. Мисијата е да се сведочи словото на Словото Божјо, односно самото Слово Божјо, Логосот Божи, единородниот Син Божи стана човек и дојде во овој од него отпаднат свет, повторно да не поврати таму од каде што отпаднавме. И суштината на сето тоа што тој го направи за нас и го кажа за нас е во Новиот Завет. Еве јас ти потарувам и тебе, едно да си имаш и на вашава екипа тука. Значи, тоа е суштината. Христос вели на својата првосвештеничка молитва за која на почетокот така ја спомнав. А животот вечен е тоа да те познаат тебе, едниот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос, Исус Месијата. Значи, суштината на духовниот живот, на вистинскиот духовен живот е воспоставување на релација, на контакт, на однос со самиот себе си, кога тоа ќе го направиме со себе си, кога духовно ќе се разбудиме, ние стануваме свесни за нашиот Творец. И полека спознаваме кој е и каков е тој. И низ тој процес на спознавање каков и кој е тој, ние започнуваме да ги осознаваме вистинските вредности и модели на живење. Тоа е многу битно. Значи, вредности кои ти го осмислуваат животот и ти го одржуваат во здравост, во вистина. И од тие вредности доаѓаат и моделите на живењето. Сето тоа е тука, само треба да се отвориме за тоа, да бидеме послушни на вистината, да ја
практикуваме, да ја внесуваме во себе си и плодовите се Сами ќе си дојдат. да, Господ ќе си ги благослови. Драги гледачи, тоа беше од Попкаст. Се гледаме од сега за 2 недели, значи секој втор понеделник во 8 часот, односно во 20 часот. Поздрав.